Решавањето на проблемот со грејењето и осветлувањето во транзитниот центар Винојук кај Гевгелија треба да биде приоритет и да се направи што поскоро, смета шефот на мисијата на УНХЦР во Скопје Мохамед Ариф. При денешната посета на прифатниот камп тој изјави дека полицијата има тешка задача за регистрација и организација на протокот на бегалците, но мора да се внимава при тоа да не се кршат основните човекови права. Сите, особено владата, треба да дадеме се од себе, за да видиме колку брзо можеме да доставиме електрична енергија, колку брзо можеме да го подготвиме кампот за зимата, да ги загрееме локациите кои не се загрејани, да ги загрееме за солништата, да донесеме топлина тука. Затоа што ние сакаме и треба да сме подготвени, бидејќи некогаш можеби ќе има проблеми со возот, да има некој непредвиден проблем и луѓето да бидат заглавени тука подолг временски период. Институциите да бидат организирани и заедно со активистите на терен да направат се што можат за хуман третман на бегалците и мигрантите. Ариф вели дека и покрај новонастанатата ситуација со селекцијата на мигрантите, УНХЦР не прави разлика меѓу луѓето врз основа на земјата од која доаѓаат, туку се водат од причините поради кои одредени луѓе ги напуштаат своите домови и бараат азил во трета земја. Ние не дискриминираме помеѓу националностите. Второ, да ви одговорам на прашањето кои ќе бидат последиците од таквите ситуации. Ние секако сакаме да видиме дека се почитуваат човековите права на сите. Потоа ако луѓето минуваат и доаѓаат тука, а не се од овие три земји и бараат азил, тогаш таквото нивно барање мора да биде процесирано во согласно со стандардите и востановените процедури и правила. Доколку тие луѓе не аплицираат за азил, тогаш треба да им биде објаснето што тоа значи, односно какви ќе бидат последиците ако тие побараат азил или не побараат азил. Денес во транзитниот центар е мирно по вчерашната навала на бегалци кои пристигнаа од Грција, откако тамошната гранична контрола за неколку часа го запре протокот кон Македонија заради расчистување на просторот кон пругите. Синоќа и возните линии од Гевгелија доцнеа речиси 10 часа, поради работа на железничката пруга, но и заради штрајкот на таксистите и автобуските превозници.